Ако покачувањето и додатоците на судската администрација не им се исплатат, можна е комплетна блокада на судството, изјави председателот на Судскиот совет Сашко Георгиев денес во Штип. Тој го повика Министерството за финансии да биде внимателно и да се соочи со моќни последици. Судскиот совет, односно Судскиот буџетски совет во овој дел имаше во неколку наврати и обиди со своји одлуки за пренамена на средства од капиталните инвестиции кои што се на располагање да ги пренамениме за додатоци на плати, како би се амортизира тој дел за да може да на некој начин утешно нешто со некаков процент да се делува за администрацијата, но сето тоа повторно од страна на Министерство за финансии не помина, без нивна согласност не беа одобрени овие парични средства и останаа без додатоци. Тоа представува реален проблем, значи работиме на тоа, значи во делот на Министерство за финансии уште еднаш го повикувам да има разбирање и да најде начин да се надминат овие проблеми, инаку би дошло до блокирање на судството, ќе застане судството, бидејќи без оваа судска администрација ќе се блокира судството во буквален смисла. Во однос одлуката на Врховниот суд кој ги врати решенијата на Судскиот совет кој делегираше судии во судовите каде има недостаток, Георгиев потврди. Да, точно е дека се вратени укинати овие одлуки, но ние еве закажавме на 9 октомври седница каде што повторно ќе се одлучува за ова прашање. Морам да истакнам дека некојаш делегирањето е неблагодарно. Од иницијаторите на предлог законот за амнестија, Георгиев очекува. Искрено очекувам да има една целосна транспарентност во смисла на тоа дека од кои причини ефектите би бил донесен овој закон. Очекувам да бидеме вклучени во некој дел од целата таа процедура со своје мислење како судски совет, како судска фела. Колку што знам дека е во процедура, како ќе помине, тоа останува на законодавниот дом. Споредбено со другите апелацијски судови, Штипскиот е во најлоша кадровска состојба, поради што е распишан оглас за 4 нови судии. Илустративно, за последните 3 години по различни основи, судовите останале без 150 судии, а во наредните 2 во пензија ќе заминат уште 100.